Иако во текот на вчерашниот ден 47 бегалци и мигранти ја напуштија земјава и побараа да бидат вратени на грчка страна, од каде што ќе заминат кон своите матични земји или останат во некој од грчките кампови. Сепак, на македонско тло се уште има бегалци и мигранти. Односно на транзитен центар Винојук има 68 лица кои стана 11 месеци заглавени по затворањето на балканската бегалска рута. Претежно се од Ирак, имаме 32, од Сирија се 28 и имаме 8 мигранти од Иран. Поголемиот дел од мигрантите се тука веќе подолг временски период со затварањето на балканската рута, значи некаде околу 10-11 месеци. Значи, што се однесува до илегално фатените мигранти, тој број на мигранти е во тенденција на опаѓање, има спорадични фаќање на мигранти и после обовените рутински разговори со безбедносните служби и се враќаат назад од каде што влегли на територијата на Република Македонија. Барање за трансфер на овие лица засега нема поднесено до Министерството за надворешни работи за НЕФ, но трансферирање кон земјите од каде што доаѓаат. Оно од видеоот потврдуваат дека 15 на лица кои се таму со месеци чекаат одобрување за барање за азил во земјава. Таква иницијатива конкретно немаме. Меѓутоа, ние сме како држава спремни да ги почитуваме сите оние одредби кои што ќе донесат европските комисии во поглед на решавањето на проблемите на мигрантите. И некој од кај нас во транзитниот центар Винојук во моментов има една помала група на мигранти, некаде околу 15 на кои што имаат побарано азил. Балканската рута официјално се затвори на 9 март минатата година, откако Словенија претходната ноќ ја спушти рампата за мигрантите без валидни пасоши и визи. Одлуката за Словенија предизвика верижна реакција кај Хрватска и Србија, кои веднаш почнаа да ги пременуваат истите мерки за своите граници. Па така на македонско тло останаа заглавени неколку стотици мигранти и бегалци.